Почитувани, во само 2 години, општина Крушево од анонимна прерасна во препознатлива општина во повеќе области. Ако претходно општината била синоним за неподмирени финансиски обврски кон музичари кои настапувале на големиот празник Илинден, затекнав исто така доста неразумни и неправилни трошоци. Купувала телефони во вредност од над 100.000 денари за омилени соработници на претходниот градоначалник, високи ресторански услуги и други исто така неразумни трошоци. Создала долг на општината од над 200.000 евра и 3 неотплатени кредити и ја блокирало сметката на основното училиште Никола Карев. Денес тоа не е случај. Денес општина Крушево е со највисок раст во транспарентноста и финансиите. Општина Супер Брендс, општина домакин на 16-то светско првенство за параглајдерство, посакувана светска дестинација според национална географија и општина со капитални проекти во вредност од над 4 милиони евра. Во изминатите 2 години се работеше на клучните проблеми и барања на нашите сограѓани и полека ги надминуваме сите пречки, за кои претходно очигледно немало волја да се работи. Реконструиравме спортската сала во Крушево. Целосно ја опремивме и ја проширивме нејзината намена. Преку проектот за локална и регионална конкурентност, оваа сала ќе добие нов лик. Оваа сала ќе служи и на посетителите на Крушево, но и на спортските клубови, кои ги негуваат своите успеси. Иако во изминатите години немале простор за тренинг, надпревари и заради руинираноста на салата и неодговорноста на локалните власти. Завршува реконструкцијата на горната училишна зграда, која ќе опремиме и оспособиме, и истата ќе прерасни во младински културен центар, а во тек е асфалтирање на пат и уредување на просторот околу спортските игралишта до викенд зоната на Крушевското езеро. Саниравме над 24 локални улици и со тоа ја подобруваме сликата за градот, која заедно со набавка на камион за отпад, камион за метење и чистење метларка, трактор за плуг за снег, 400 корпи за отпад, 30 контейнери, ровокопач и нов камион за територијалната противпожарна единица. Општината ја правиме почиста, побезбедна и уредена во време на големи снегови и со поголема ефикасност во службата кон граѓаните. Започна изградбата на вечното почивалиште на Тоше Проески. После долги години очигледна неволја на претходните власти, барем малку да се одолжиме на овој голем човек, на нашиот Тоше Тодор Проески, кој добива достоинствено гробно место, но и репрезент на нашето Крушево и нашата држава. По 3 децении ветувања, заедно со општина Долнени, конечно го асфалтиравме патот од село Борино кон село Житоше. Во село Борино го изградивме резерварот за питка вода и го решаваме проблемот на водоснабдувањето во ова населено место. Асфалтиравме пат до село Јакреново, пат кој не беше саниран уште од 1994 година. И започнуваме со асфалтирање на пат до село Саждево во должина од 2,5 километри. Ги саниравме сите подрачни училишта. Во село Бучин отворивме градинка и го поврзуваме ова село со општина Кривогаштани, со асфалтен нов пат со водолжина од над 10 километри. Градиме игралишта и забавни парк во село Алданци. А во моментов тече изградбата на цевководот во село Саждево и фекална канализација прва фаза во село Норово. А исто така обезбедивме средства за изградба на резервар за питка вода во село Белушино. Наша цел е населените места да се развиваат паралелно со градот. И во тоа успеваме, затоа што без развиени села немаме развиен град. Ги подобруваме условите за градење и привлекување на нови инвестиции во Крушево. Со изработка на деталниот и генералниот урбанистички план ќе создадеме развојна зона и зона за градење во Крушево, а ќе ги изработиме и урбанистичките планови во селата. Ја проширивме индустријската зона Опаленик со 2 нови парцели за 2 нови потенцијални инвеститори. И за скоро го објавуваме огласот за овие парцели. Ја завршивме и првата фаза од проектот за фаќање на води, кој ќе обезбеди вода за фабриките во и околу индустријската зона. А завршувањето на овој проект е дел од годишната програма на Министерството за животна средина за 2020 година. Најавуваме заедно со Министерството за транспорт и врски, Јавното предпријатие за државни патишта,
дека ќе ги реконструираме патните правци кон Кривогаштани, Демирхисар и село Пустарека, заедно со уште поинтензивна градежна офанзива во санација на овие локални улици. Општина Крушево денес е општина за сите, отворена, транспарентна, без долгови, со функционални институции и ветени проекти кои се реализираат. Крушево секој ден се менува. Продолжуваме понатаму да работиме поинтензивно и во интерес на моите сограѓани, да ги решаваме суштинските проблеми кои ги засегаат. Ви благодарам.